21 училиште во Македонија или вкупно 214 ученици со посебни образовни потреби веќе ги користат асистивните уреди за работа со компјутери преку проектот на УСАИД еднаков пристап за еднакви можности, спроведуван од невладината Отворете ги прозорците. Сумирање на резултатите од проектот на УСАИД преку тркалезни маси, на кои наставниците и родителите ќе можат да ги кажат резултатите од примената на асистивната технологија. Целта на овие тркалезни маси е да се разменуваат искуства и да се препорачаат одредени модели за воведување на асистивната технологија во работата со ученици со посебни образовни потреби. На тркалезните маси се вклучени 21 училишта кои што влегоа во оваа програма. Денеска во Виница имаме 7 училишта. Особено радува фактот што едно од училиштата е од општина Виница, тоа е основното училиште Славчо Стојменски, кое што некаде при крајот на месец ноември добие асистивни уреди како опрема и обука за наставници за нејзина примена. Општина Виница веќе има донесено акционен план за унапредување на правата на лицата со попреченост, а ќе ја поддржи секоја нова иницијатива за улеснување на условите за живот и работа на овие лица. Вклучувањето на лица со посебни потреби во секојдневниот живот, како и примена на асистивната технологија во образовниот процес, беше наш предизвик кој чекор по чекор го остваруваме преку овој проект и слични проекти со кои ние сакаме како општина оваа маргинализирана категорија на лица во заедницата да биде равноправна со другите граѓани. Меѓу 7 училишта од Македонија кои беа присутни на денешната тркалезна маса, дел од своите позитивни искуства сподели основното училиште Славчо Стојменски, во кое новите уреди за работа со компјутери ги користат 24 ученици. Значи, самите тие уреди помагаат на децата за да и помагаат во учењето, бидејќи дел од децата имаат реални потреби да ја користат преку одредени игрички, користејќи го апликативниот софтвер J-Compri и Toolkit, се ги користат на самите часови. Родителите пак велат секоја алотка која ќе олесни работата на нивните деца е секогаш добре дојдена. Па мислам дека е подобро сега, но сакаме и дома да мислам на некој начин да имаме тастатура со поголеми букви и тракбол. Асистивната технологија ги подобрува образовните можности и го подобрува квалитетот во образованието, беше заклучокот на Лела Јаковлеска, заменик директор на програмата за образование на УСАИД, потенцирајќи дека сепак уредите и не се толку скапи за да можат училиштата преку спонзорства или со поддршка од општината да ги обезбедат.